Појавата на омикрон варијантата на коронавирус во нашата земја ја зголемува опасноста од брзо ширење на заразата, посебно во овој период од годината кога туристички Охрид празнично се полни со гости. Лекарите загрижени од сите досегашни искуства, забавите и прославите и се она што е неконтролирано, нормално дека ќе го покачи бројот на хоспитализирани и на позитивни случаи во Охридскиот регион. Нови рестриктивни мерки нема, а постојните не се почитуваат. Што ако некој не се придржува, што ние ќе направиме со тие хотели и угостителски објекти кои што апсолутно ништо нема да почитуваат. Тука е проблемот. Не како менаџер или директор на општа болница Охрид ме интересира само бројот колку ќе стигнат до кислород и до колку ќе имат болнички лежаи. Тоа е единствено нешто што најповеќе ме интересира за да не дојде до оптоварување на самиот болнички систем. Со жива музика, угостителските објекти пред новогодишно се полни, а како одминуваат деновите, се зголемува интересот за празнување во Охрид. Дел од хотелите се целосно исполнети. Гостите ќе бидат од Бугарија, Србија, а секако и домашни гости. Во делот на организација, дел од гостите ќе бидат со дочек, дел од гостите ќе бидат само со сместување. Она што ни се случи ланската година, значи комплетниот локдаун, ова година би сакали некако на некој начин да го надоместиме и секако во прилог ни оди тоа што еве како што ги гледаме последните збиднувања, нашата земја некако одолева на овие налети на новите соеви на ковид. Почнувајќи со дочекот за нова година, па се до крајот на јануари, Охрид е полн со настани и празнувања. Амбиентот лесно може да ве понесе, но прашање е кој може тоа да го контролира. Познавајќи го менталитетот на Охрид и на гостите, тешко дека ќе може инспекцијските служби да спроведат ред, велат охридските лекари, загрижени дека празничната еуфорија сепак ќе ги наполни болничките кревети.